Почитувани присутни, владата уште еднаш се покажа како некомпетентна пред големите здравствени предизвици. Македонија на крајот на минатиот месец веќе требаше да има 100.000 дози вакцини, без разлика дали населението сака да се вакцинира или не. Тоа не смее да биде алиби за Министерството за здравство за набавување на истите. Владата, која мислеше дека вирусот може да го задржи надвор од нашите граници, еднаш кога таквиот став се покаже како тотално нереален и смешен, создаде целосна збрка околу самата вакцина и незината примена, снабдувањето со вакцина и незиното срамно неиспорачување. При сето тоа насетуваме дека наместо неодговорниот нарачател, вината ќе му биде препишана на неодговорниот снабдувач. Владата не само што криминално се расфрла со граѓанските пари, обидувајќи се да ги плати вакцините по двојно поголема цена, туку е и неспособна со повеќе пари да го купи она што во светот го има сторено по двојно помала цена. Воедно се прашуваме како преку ноќ најдобриот добавувач стана најлош добавувач. Дали во прашање е караница околу провизиските проценти или други натрепартиски расправи. Евидентен е дилетантизмот на Министерството за здравство, особено што во прашање обезбедување на здравјето на населението. Сакаме да го поставиме следното прашање. Кој ќе ја понесе одговорноста ако се зголеми бројот на жртви од ризичните групи, кои да подсетиме се први на листата за вакцинација? Како и зошто беше одбиена холандската донација, според информации од медиумите, за сега да бидеме принудени да ги купуваме истите од холандската држава? За потврда на несериозноста и нетранспарентноста на оваа влада, кога е во прашање една деликатна тема, како здравството, говори и фактот дека владата свесно ја лажеше јавноста дека очекува вакцини од компанија со која договор не ни подпишала. Трагедијата да биде поголема, вирусот веќе почна да мутира во светски рамки, а ние се уште ја немаме добиено вакцината за потребите на граѓаните. Уште од сега ја предупредуваме владата да не бара жртвено јагне или одговорност надвор од собствените неспособни кругови. Вината за целиот овој хаос е исклучително во нивните редови. Благодарам на присуството.